Сметам дека за модниот дизајн најважно е упорноста и истражувањето, желбата за учење на повеќе, за грабење на нови знаења и нови искуства кои утре водат до поубав, пософистициран и во крајна линија исчистен дизајн како што се бара на пазарот. Сакав да биде во Куманово, сакав да биде прва самостојна ревија овде кај нас, затоа што на нашите луѓе од Куманово тоа им недостасува, а и јас сум од тука и верувам дека треба се повеќе да се акцентира на тој момент. Колекцијата сама по себе ја рефлектира реалноста, го рефлектира оно со што секојдневно се соочуваме од страна на еколошката свест на народот. Потребата за определените филозофски елементи потребни за живот и нашата неодговорно конзумирање на истите и контрастот помеѓу тоа колку ни се потребни и колку ги уништуваме. Во самата колекција најмногу е представено и најактивно е представено авторскиот принт на вода и на огин, а од друга страна колекцијата е збогатена со разновидни рачни изработки и стари техники на боење на материјалите, како и таписеријата која веќе можете да забележите и на примерот кој го имам поставено. Најмногу сакам да работам и најмногу се фокусирам на костумите или поточно на сакоата, кои најмногу имаат услов за разработка и за експеримент. Кога се работи лично за мене, преферирам тоа да биде уникатни парчиња гардероба и уникатна мода кои клиентите ќе ги имаат само тие и никој друг, но во некои случаи се посакува и се бара од нас да отстапиме малку од нашето уникатно и да пристапиме кон оно што е во тренд, кон оно што е индустријска мода, така да секогаш сме насочени кон тоа да направиме компромис доколку има потреба. Реакциите се различни, навикнати сме да слушаме и едни и други. Немам страв, не се плашам да се облекувам поразлично и да го носам тоа што сметам дека е модерно или ми прилега. Поддршка имам секако од луѓето кои се околу мене, па дури и од луѓето кои не ме познаваат, спремни се да дадат пофален збор, па дури да немаат желба да го пробаат истото. Тежок е патот, трнлив е, големи се предизвиците и не можеме доволно да дојдеме до публиката со основните методи за рекламирање. Балканот е тежок за работа, како што напоменав, така да сметам дека повеќе може секој од нас дизајнерите да се развива во полето на женската мода, бидејќи кај машките овде кај нас е утврдено по строги правила и не се доволно спремни да експериментираат или да отстапат од нив. А веќе кога говориме за женска мода, да, постојат луѓе кои се подготвени и сакаат да на еден начин да инвестираат во уникатно парче облека кое ќе го имаат само тие. Во Италија е тој парти стил. Франција го бара чистото, го бара префинетото. Веќе Холандија, Данска преферираат нешто што е многу поразлично, нешто што дури критичарите го нарекуваат грдо. Така да не можам да кажам конкретно кој дизајнер најмногу го почитувам. Ги почитувам сите, бидејќи сите создаваме и се бориме за едниста цел. Светот да изгледа малку поубаво. Кумановки беа модерни жени пред неколку години, но со навлегувањето на спортскиот стил и спортската облека во трендовите во секојдневието со цел да се наруши кодексот на облекување во најразличните сфери на општеството,
сметам дека и Кумановки подлегнаа на тој тренд дека спортската мода треба да навлезе во секојдневието. Беа модерни, но денес ни фали желбата за експеримент и за покажување на убавото.